Брекзит на никаков начин нема да им наштети на економските односи на трговската размена со Обединетото кралство, објаснува директорот на Царинската управа Јоко Танасовски. Додека годинава трае транзицијскиот период на редефинирање на односите помеѓу Брисел и Лондон, нашите билатерални односи ќе бидат регулирани според спогодбата за асоциација и стабилизација, а од догодина насила стапува билатералниот договор со Обединетото кралство. Тој процес треба да трае 8 месеци, од она што го имаме како информации во јавноста што го споделува Европската комисија, тој би почнал некаде од март и мора да заврши пред декември, што значи не е ни цела година, а доколку има потреба, бидејќи целиот тој процес е многу комплексен и опфаќа голем дел на најразлични области во кои што треба да се редефинираат односите промеѓу Европската унија и Обединетото кралство, до крајот на јуни, односно на почетокот на јули, доколку има потреба од продолжување на тој транзицијски период, тоа мора да се направи тогаш. Секое дополнителна потреба од продолжување на транзицијскиот период после јули нема да биде прифатена. Меѓутоа, она што е добро за нас како држава е дека во 2020 нема да има никакво влијание врз економските и трговските односи на работењето на Република Северна Македонија со Обединетото кралство, бидејќи тука се уште во овој транзиционен период ќе важи спогодбата за стабилизација и асоциација, а она што практично значи за компаниите, дека набавката на било какво суровини, готови производи, репроматеријали кои се по потекло од Обединетото кралство без никаква царина ќе бидат увезувани, без царинска стапка ќе бидат увезувани во Република Северна Македонија и обратното, извозот кој што оди од нашата држава према Обединетото кралство ќе биде без царински, односно без никаква царинска. Па да, тоа беше најголемите грижи на домашните стопанственици, затоа што нели Велика Британија е еден од најголемите економски партнери. Меѓутоа, кога ќе заврши сега овој период на прилагодување, ние споменуваме некаков билатерален договор кој што ќе треба да се направи. Секако Обединетото кралство представува согласно сите статистички податоци кои ги имаме за 2019 година за обемот на надворешно трговската размена, втор трговски партнер со околу 1,2 милиарди евра размена. И тука треба да се има во предвид дека споредбено 2019 со 2018 извозот пораснал од Република Македонија пораснал за 12%, во чиј склоп пак поединечно извозот према Велика Британија пораснал 40%, а увозот за 33%. Од овие бројки јасно може да се види важноста на Обединетото кралство за економијата на Република Северна Македонија и согласно тоа владата формира работна група предводена од Министерството за надворешни работи, сите оние министерства што треба да бидат вклучени при преговарање на еден билатерален договор за регулирање на трговските односи, а во таа работна група нормално беше вклучена и Царинската управа, навремено ги презеде сите мерки за да може да зборуваме за финиширање на тој билатерален договор на време, кој во моментов е договорен, усогласен и е пред подпишување. Танасовски објаснува дека овој договор всушност ќе ги следи елементите од САС. Она што е добро во тој договор е дека го задржуваме степенот на трговска либерализација со Обединетото кралство, исто како што беше и претходно, и уште повеќе нема да има потреба од промена на спогодбата за асоциација и стабилизација која имаме со Европската унија. Значи, сите оние стоки, репроматеријали и суровини кои досега се увезувале кај нас, а биле по потекло од Обединетото кралство, ќе го имаат истиот режим, односно ќе бидат безцарински и освен за некои преференцијални квоти, како што има за тоа се некои прехранбени производи, додека извозот према Обединетото кралство ќе биде исто така безцарински. Овој билатерален договор, кој наскоро треба да биде подпишен, ќе стапи на сила после завршувањето на транзицијскиот период, односно од 1.1.2021, доколку нормално тој транзицијски период заврши тука. Ако има продолжување на транзицијскиот период,
ќе се помести и стапувањето на сила на овој билатерален договор. Меѓутоа, она што е важно и што можеме да го испратиме како порака према компаниите, дека нема да настане никаков вакуум во тие регулирањето на трговските и на економските односи. Што се однесува пак до подготвеноста на македонската царина, согласно препораките на Европската комисија во поглавието 29, Танасовски вели дека работа и проекти има многу, иако Брисел забележува напредок и позитивен резултат. Царинската управа секако согласно поглавието 29 го одржа својот прв скрининг со Европската комисија во Брисел и тука има три клучни елемента кои треба да се нагласат. Едното е хармонизирање на царинското законодавство со на царинско законодавство на Европската унија, под зголемување на оперативните капацитети и институционалните за истото да биде спроведено и третото кое е можда и најважно е таа дигитална агента. Во однос на хармонизирањето на царинското законодавство и сами споменавте, тука имавме позитивен извештај од страна на Европската комисија во контекст на напредокот на Република Северна Македонија и тука сме максимално согласени на доста високо ниво. Останува да работиме на оперативните капацитети кои секојдневно би рекол ги подобруваме благодарение на ангажманот не само на луѓето од Царинската управа, туку и на делегацијата на Европската унија и ги преземаме сите чекори да во тој процес на преговори Царинската управа биде прва институција и мора да биде прва институција која ќе биде спремна при зачленувањето на Република Северна Македонија во Европската унија. Тука имаме низа инструменти. Ние презедовме и една алатка за електронско учење, благодарение на делегацијата на Европската унија во Скопје, со што имаме 17 курсеви, каде што е дефинирано царинското законодавство и царинските постапки, до кои модули можат да пристапат сите царински службеници и сите од деловната заедница, за да можат да се прилагодат на она што не чека во Европската унија. Најтешко ќе одат реформите во дигиталната агенда, што треба да резултираат на крајот со така наречена безхартиена околина. Најважниот дел од целото ова представува таа дигитална агенда, која благодарение на пуштањето во работа на новиот софтвер на Царинската управа минатата година, кој е направен согласно стандардите на Европската унија, ние избиваме на прво место во регионот по спремност и почнуваме да ги задоволуваме оние минимални услови за пристапување кон Европската унија, бидејќи треба да знаеме со самиот ден настапување како членови, полноправни членови на Европската унија, треба голем број на информатички системи да бидат спремни и пуштени во работа од страна на Царинската управа. Ние тоа го имаме сериозно сватено, изготвена е IT стратегија, веќе и во наредниве месеци, и ајде да не речам години, имаме прецизен план кој систем кога ќе биде спремен и кога ќе биде имплементиран. Така да со ова се движиме кон она што е крајна цел, а тоа е безхартиената околина, која ние имаме во план за извозот во наредните месеци да ја пуштиме во пробна работа преку пилот проект, а секако до крајот на годината тоа да го реализираме за увозот. Со што сметаме дека во голема мера ќе им ја олесниме работата не само на царинските службеници, туку и на учесниците во царинската постапка. Тука не очекува секако и апгрейдирање на сите оние системи кои сега ги имаме во наша примена, а кои се крвотокот со Европската унија. Тука е пред се транзитниот систем кој има потреба од да влезе во нова фаза 5, тука е тарифната околина, значи многу проекти на кои работи Царинската управа и кои сметаме дека ќе бидеме прва институција која ќе биде спремна за полноправно членство во Европската унија. На ова би го надополнил и она што се одвива тековно преку Берлинскиот процес и преку иницијативата Мал Шенген, каде што голем дел од врските кои се предвидени таму паѓаат на грб на Царинската управа и ние на тоа се прилагодуваме и ги спроведуваме сите како што се планирани согласно динамиката на тој план. Тука би ги спомнал правењето на One Stop Shop со Србија, преговорите актуелни во моментов со Албанија за One Stop Shop на Ќафасан,
спроведувањето на многу важниот проект на овластен економски оператор, кој сметаме дека во голема мера ќе ја олесни работата на компаниите и ќе го забрза движењето ни со овој регион, со што директно ќе им ја подобри конкурентноста на самите компании. И покрај значителното согласување со европските прописи, Стопанската комора реагираше дека царинскиот тарифник не е целосно хармонизиран и дека за голем дел на ставки плаќаме поголема царина од земјите членки, или пак царински тарифи кои некаде не ни постојат. Комплетно усогласување на царинската тарифа на Република Северна Македонија со тоа на Европска Унија е сложен и долг процес кој секако треба да започне и треба да се одвива во овој низ на години со нашето приближување до Европската Унија. Она што треба да се има исто така во предвид е дека добар дел од царинските стапки па се и над царинските стапки на Европската Унија, а добар дел се и под онај просек, ајде би го нарекол, значи, некаде плаќаме и помалку. Значи некаде во голем дел од тарифните броеви, ајде да речам, стоките кои што се извезуваат се имат позитивна разлика во наша корист. И тој процес на анализа, на спроведување, на прилагодување на царинските стапки е долг и секако треба да бидат вклучени покрај ресорните министерства, го споменал Министерството за економија и низа други министерства, треба да биде заемен и партнерски спроведен и со деловната заедница. На оние стратешки полиња каде што државата смета дека може без никакви фискални импликации да излезе во пресек на деловната заедница, тоа веќе се спроведува преку автономните мерки и сметаме дека во голем дел со тоа се подобрува деловната клима и се поттикнуваат странски инвестиции, посебно во автомобилската индустрија.